Почитувани граѓани, после 2 дена дебата, не сум убеден дека колегите од позицијата го разбраја точно законот и за што точно зборуваме. Што е точно овој предлог закон? Единствено, до дефинирање на едно несреќно и несмасно објаснување во постоечкиот закон. Тоа е единствената цел. Ластикот и субјективните критериуми да ги замениме со мерит систем. Нешто кое е мерливо, нешто со кое директно можеме да го покажеме и покажеме активностите на економските оператори во државата. Или дефинирањето на поимот бавча или тераса со дополнителна урбана опрема да биде конкретно и прецизно, а не да биде причина за казнување по потреба во функција на каузата на партијата, на заплашување, уцена и политичка корупција. Да ја дефинираме точно разликата помеѓу деловен објект, бавча и тераса. Пред малку од еден од колегите во реплика го слушнав објаснувањето затворена тераса, па има простор да излегува чадот, па ќе добиеме паралелен објект. Сето тоа е причина за некакво толкување на законските одредби кои даваат ластик, растеглив начин на определување на вината на економските оператори кои се занимаваат со оваа проблематика. Ова доведува до селективност, дефинитивно, до селективност по градовите низ Македонија, секој град различно. Низ Скопје да прошетаме низ градот, посебно низ центарот на градот, можеме да видиме огромен број на такви тераси кои се затворени и каде е дозволено пушењето. Меѓутоа, тука е разлика во толкувањето. Дајте да појдеме заедно во Прилеп. Ниедна тераса не е затворена. Заради толкувањето на тамошната власт или заради тоа што кафичите блиски до тамошната власт немаат можност да бидат затворени. На таков начин ќе функционира оваа држава. Тоа е селективност, почитувани. Имаме селективност и по политичката определба на собствениците на тие кафичи. Ама и не само по нив. Имаме селективност и по гостите. Треба ли да ви спомнам за затворање на кафетерии и кафани, за нивно заклучување, кога одредени гости ќе влезат внатре, поврзани со врхушката на партијата на власт, или со бизнисмените, поврзани со нив? Не сте слушнале за таков пример? Непостоечки е го измисли опозицијата. Дајте да го тргниме лицемерието на страна. Дајте да му дозволиме на економските оператори да функционираат како што треба. Кога зборуваме за оправданоста од додефинирање на поимот бавча или тераса, па самата прошетка низ центарот на Скопје ќе ни ја кажи таа оправданост. Луѓето, собствениците, за да им обстанат бизнисите, имаат потреба да заградат дел од бавчата, зашто инаку пропадна бизнисот. На таков начин и го спасуваат бизнисот, ама и, дајте да се вратиме назад, и кафаните и кафетериите постојат заради задоволството на муштериите и на граѓаните. Баш заради тоа да им излезат во пресред на оние чие задоволство го сакаат да го испочитуваат, а од друга страна да го заштитат човековото право на непушачите и потребата од здрава животна средина. Од друга страна, со недодефинираноста на овие поими, сакате да зборуваме за естетика, сакате да зборуваме за Скопје 2014 година и покриени тераси со најлони, како во мој Прилеп што се покриени скелината за тутун летно време за да не наврнат. Сабајлево идам према Скопје и на мост Гоце Делчев од лева страна ја гледам галијата. Па она стварно жално личи.
Галијата милиони, стотици илјади евра се вложени да се направи, од озгора покријана со најлон, како скеле за тутун во прилеп. И внатре, тоа е направено само за да се задоволат потребите и желбите на гостите, на муштериите, на граѓаните. Зошто инаку би била покриена? Нашето барање со овој предлог закон е точно да ги дефинираме односите, точно да ги дефинираме по имите и луѓето да знаат што е тоа што е дозволено, а што е тоа што не е дозволено. Кога зборуваме за позитивните делови од овој закон, можеме да зборуваме за буџетските импликации. Никаков интерес не ни е да го полниме буџетот со казни репресивно, туку со стимулација и креирање на услови за позитивно, дополнително работење на економските оператори. Дајте да им создадеме клима, да им создадеме вистински мерливи услови, луѓето да знаат но што се, за да можат и да инвестираат. Најлоните од пред малку што ви ги спомнав, единствена причина што се најлони е тоа што собствениците не знаат но што се. Тие се луѓе кои би инвестирале, ако ги немаат парите и кредит би зеле, само како гостите да се чувствуваат убаво во нивните објекти, ама не знаат но што се. Ќе му дојде утре некаков инспектор кој по свое би го толкувал законот и би им го затворил објектот. Таков начин не е дозволив во ситуација кога се фалите дека зборувате и работите за развој на економијата и поддршка на бизнисите во Република Македонија. Ако зборуваме за некакви ефекти и некакви аргументи, сите аргументи кои ги дадовте, во сите аргументи кои досега ги дадовте, никаде немаше ни статистика, ни бројки, ни конкретни аргументи. А и ние од оваа страна во салата, а и граѓаните многу добро знаат како Центарот за комуникации и вашиот аналитички центар добро ве подготвува со податоци ако тие се во ваш интерес. Ни еден податок 2 дена не добивте од вашиот аналитички центар кој би го извајле пред нас и би ни го покажувале. Не е во ваш интерес сето ова што се случува, ама пуста желба да се биди по ваше, да не биди од опозицијата, никако опозицијата да не биди во право, дури и да е идеален законот, конкретен, со мали промени, како што во моментов зборуваме. Почитувани, ние денес не зборуваме за дозвола на пушење, преадаптација или користење за вакви активности на канцелариите, на јавните простории, на државната управа, на болниците, на театрите, на библиотеките, на училниците. Ние во моментов зборуваме само за кафаните и кафетериите, кои се составен дел на социјалниот живот на сите граѓани во Република Македонија. А од друга страна, можеме да зборуваме и дека одењето во кафана и кафетерија е личен избор. Дали некој ќе оди во кафана и кафетерија и во која ќе оди е личен избор. Дишењето на воздух во загадено Скопје деновиве не е личен избор. Тоа мора да се случи. И вие ги одбивте сите можни наши аргументи и желби за подобрување и предлози за подобрување на таа ситуација, како нештото не би било предложено од страна на опозицијата. И за крај, секојаш сакате да зборувате и за минатото, и за народот, посебно за традицијата, водејќи сметка за вашата политичка определба. Почитувани, традиција е пушењето во Република Македонија. Еден од фетишите кој овој народ го употребува како лично задоволство, кое дајте да му овозможиме вистински услови на луѓето покрај сите тегоби и тешкотии на секојдневното живење, да можат барем минимум задоволство да го почувствуваат во секојдневното живење. Ви благодарам.